Благодарам, почитуван председателя, почитуван заменик на народниот правобранител, почитувани колеги. Во една нормална држава и нормални демократии, кога ќе го разгледуваме извештајот на народниот правобранител, овде требаше да бидат наредени сите носители на извршната власт. Цела влада требаше да биде овде заедно со носители на јавни функции, јавни предпријатија, сите оние кои што се соочуваат со секојдневното работење и остварување на правата на граѓаните, а не во овие услови да немаме ниту еден представник на кој што можеме да се обратиме, а секако и представникот на народниот правобранител. Инклузивноста во разгледување на овие извештаи треба да биде на едно повисоко ниво и треба да бидат сите инкорпорирани во разгледување и постапките за надминување на проблемите кои што се дијагностицирани овде, бидејќи ова е извештај кој што опфаќа секојдневни проблеми на граѓаните во секоја област пред сите државни органи во Република Македонија. Секој еден од нас стапува во одредени облигации, во одредени барања, во одредени постапки пред државните органи, што впрочем им е надлежност согласно законите за кои што се и формирани. Меѓутоа, овде станува збор за еден сериозен извештај, за кој што морам да потенцирам дека е сеопфатен и е толку прецизен што ја отсликува целата ситуација во која што се наоѓа нашето општество денес. И вели вака: констатирани повреди и превземени мерки. Од вкупно 3454 предмети по кои народниот правобранител постапуваше, во 1219, односно 35,29% случаи беа констатирани повреди на човековите слободи и права на граѓаните. Од нив 532 случаи, 43%, органите на државната управа, државните органи и организации со јавни овластувања ги прифатија интервенциите на народниот правобранител. За 31 од случаите постапката е се уште во тек, а во 655 случаи по констатирана повреда и доставена препорака која не беше прифатена, беа преземати други действија во вид на информации и посебни извештаи, вели народниот правобранител. Уште еден податок кој што според извештајот што е загрижувачки, вели вака: споредбено со 2018 година податоците покажуваат дека во 2019 имаме зголемување на бројот на констатирани повреди за 5,82%. Од друга страна, анализата на податоците во однос на прифатени препораки, укажувања, покажува намалување за 28,25% во споредба со 2018 кога процентот на прифатени препораки беше повисок. Тоа значи, имаме зголемен број на од граѓаните, односно граѓаните се помалку можат да ги остваруваат своите законски права пред надлежните државни органи. За возврат на тоа, при констатирање на одредени повреди на граѓаните од страна на народниот правобранител и укажувањата и препораките дадени до носителите на извршна власт и на раководните лица и институциите кои што се надлежни да ги остварат правата на граѓаните, се намалува процентот на ефикасност, односно на прифаќање на овие повреди. Овие се сериозни интенции кои што укажуваат на влошување на состојбата во однос на остварување на правата на граѓаните. Ќе сврнам само на неколку теми, бидејќи, како што потенцирав и на почетокот, е многу опфатен и многу права секојдневно кои што се остваруваат, се опфатени во самиот извештај и нема доволно време да ги разгледаме сите заедно. Затоа ќе се осврнам само на неколку теми за кои што дополнително разговаравме и на комисијата, а секако ќе се осврнеме и овде. Една од најгорливите теми која што целодневно, секојдневно ја дебатираме е токму правосудството. И во извештајот на народниот правобранител имаме сериозни забелешки во овој сектор, во ова област, бидејќи ниту се превземаат одредени активности за нивно подобрување, а сето овда го потврдува и самиот народен правобранител. Имено, конкретно во однос на постапување во разумен рок, истиот правобранител констатира дека оној кој што е најповикан да одлучува по овие права и да ги заштити правата, односно постапување во разумен рок и судење во разумен рок на граѓаните кои што имаат поведено одредена постапка, истиот овој суд, односно Врховниот суд,
самиот не ги почитува. Овде не можеме да кажеме дека станува збор за неажурност или незнаење. Овде станува збор за несакање за постапување. Не може Врховниот суд да ги штити правата на другите, кога самиот тој не ги почитува законите на кои што е подлежен и мора да работи. Ова го констатира самиот народен правобранител. Потоа вели вака: по однос на мерките освоени од Собранието во насока на спроведување на препораките дадени во претходната извештајна година, народниот правобранител констатира дека од страна на надлежните министерства не беа превземени действија во насока на заштита на правата на стечајните доверители, па тие продолжуваат да го изразуваат својот револт преку протести, представки и дописи, како и да бараат превземање на одредени конкретни мерки за наплата и утврдување на поборувањата. Ова се однесува пак на правосудството, бидејќи стечајните постапки во правосудството е една голгота низ која што поминуваат сите оние кои што се наоѓаат во стечајните маси, односно се доверители кои што чекаат да ги наплатат своите поборувања во повеќе од 10 и 15 години, како што потенциравме и во извештајот претходно. Всушност и во констатациите при забелешките на овие права се нотирани конкретно и роковите кои што се пречекоруваат од самите институции, односно доведуваат до одредени релативни и апсолутно застарување на одредени права на самите граѓани кои што не можат да ги остварат. Се наведени конкретно и констатациите кои што ги има за самото правосудство. Уште една тема на која што сакам да се осврнам е токму урбанизмот и градењето. Ова е една поширока тема за која што имаме повеќе чинители и носители, односно тргнувајќи од Министерството за транспорт и врски до локалната самоуправа, го опфаќа еден широк спектар на носители на јавни функции. И во овој дел исто така се констатирани сериозни забелешки, а што впрочем ова потврдува дека во државата владее мафијата, односно дел од градежната мафија, и постојат силни и мокни поединци во самите институции, а не постојат силни институции. Тоа е еден парадокс на секое едно општество, кое што во догледен период ќе доведе до целосно нефункционирање на системот, и како е ранлив во дадениот момент. Народниот правобранител вели вака: недоволно е сторено по препораките на народниот правобранител за вршење на почести превентивни инспекцијски надзори и за средување на законската регулатива и ревизија на урбанистичките планови, дадени со цел за надминување на проблемите и создавање на услови за подобрување на состојбата во урбаната сфера. Почитувани, не можеме да зборуваме за урбанизирање и урбанизација во услови кога по нарачка и врз основа на лични желби и лобирања се донесуваат од генерални урбанистички планови, АУП, УПС, сите оние урбанистички документи кои што по потреба на одредени мокници заради економски профит се носат во даден момент по претходна согласност со самите носители на јавните функции. Констатација е на самиот правобранител, вели, продолжува селективно и недоволно ажурно вршење на теренските контроли од страна на инспекцијските служби и ревидирање на урбанистичките планови оди многу бавно, а поради чести измени и дополнувања се уште не е прочистена и средена законската регулатива која ја уредува оваа област. Јас ќе кажам дека моментално на носителите на овие функции не им одговара да се прочисти ова материја, да имаме строго и прецизни нормирани одредби по кои што ќе треба тие да постапуваат, бидејќи ќе не можат да манипулираат со се едно што претходно договарале или имале намера да договараат. Не можеме да зборуваме за европеизација на нашите градови и села, кога во најголем дел од овие населени места немаме урбанистички планови. Почитувани, во центарот на Струмица немаме детален урбанистички план. Од онаму каде што потекнува и премиерот, кој што долги години беше градоначалник, постои само ГУП, не постои детален урбанистички план со цел да може по потреба како сакаат да се издаваат урбанистичките планови. Затоа сакам да потенцирам
овие препораки од страна на правобранителот сериозно да се прифатат и сериозно сите заедно, инклузивно, со сите носители и чинители да ги отстранаме овие недостатоци, да се надеваме во наредниот извештај ќе имаме што помалку број на забелешки.